Беше тоа на 21 март 1902 година, кога четата на Михаил Апостолов Попето е фатена од силна турска потера. 7 години Попето бил недофатлива сенка. Сепак, по успешно избегнување на потерите, турците дознаваат за неговото движење кога по налог на Централниот комитет на Тморо, Попето со четата заминал за Петричко. Силна турска потера ја стигнала четата и започнала борба со неа. Погребан е во дворот на црквата во Гвалајанци. На 21 март 1907 година умре македонецот Михаил Мише Спиров Развигоров, македонски револуционер. Студирал на педагошкото училиште во Кјустендил и Казанлак. Во 1895 година станал учител во Штип и се вклучил во револуционерната организација. За време на виничката афера бил уапсен и протеран во Мала Азија. По ослободувањето во 1902 година се враќа во Македонија и учествува во подготовката на Илинденското македонско востание. По крајот и неуспехот на востанието станува штипски регионален војвода. Беше тоа на 21 март 1931 година, кога во селото Гарниково, Кавадарачко, е роден Блаше Ристовски, македонски книжевен историчар, филолог, фолклорист и историчар, академик и заменик претседател на првата влада по осамостојувањето на Македонија. Иако редовен студент, работи како главен уредник на списанието Народно здравје и шеф на одсекот за печат во Институтот за здравствено просветување во Скопје и како јазичен уредник на Радио Скопје. Како лектор за македонски јазик и предавач за македонска книжевност на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Љубљана, ги води и предавањата на Педагошката академија во Марибор. Го покренува и го уредува списанието Македонски фолклор. Основач и председател на Биеналниот меѓународен симпозиум за балкански фолклор во Охрид. Организира успешна теренска собирачка дејност на македонските народни умотворби, а ја конципира и издавачката дејност на Институтот за фолклор. Беше председател на Сдруженијето на фолклористите на Македонија и на Сојузот на Сдруженијата на фолклористите на Југославија, прв подпредседател на одборот на Балканскиот фестивал на народни песни и игри во Охрид, член на Републичката комисија за културни врски со странство и секретар на Македонската академија на науките и уметностите. На 21 март 1942 година е роден Киро Донев. По завршувањето на основното училиште завршил учителска школа во Штип, а потоа студирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Работел како новинар, при што бил главен и одговорен уредник на списанието Наш свет, а кон крајот на 1990-тите години бил главен и одговорен уредник и директор на редакцијата Детска радост при новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија. По пензионирањето се преселил во родното село. Тој е член на Друштвото на писателите на Македонија од 1970 година. Беше тоа на 21 март 1947 година, кога во Зимскиот спортски центар Попова шапка се одржа првиот шарпланински смук, најстара спортска меѓународна манифестација во Македонија. Се надпреваруваа 30 смучари од Унгарија, Романија, Бугарија и Југославија. Победи унгарецот Петер Силко. На 21 март 1998 година во Скопје е одржано основачкото собрание на политичката партија Демократска алтернатива. За председател е избран доктор Васил Тупурковски. Беше тоа на 21 март 2001 година, кога во трговскиот комплекс Чаирчанка во Чаир, Скопје, беше убиен полицајецот Јане Јакимовски откако му било пукано во грб. На 21 март 2013 година умре Димче Мешковски, македонски глумец. Матичната сцена на Мешковски била Драмскиот театар Скопје. Остварил улоги во многу театарски представи, како Диво месо, Солунски патрдии, Хамлет, Одолно гаштани, телевизиски серии, македонски народни приказни, радиодрами и хумористични серии како Хихирику и играни филмови, како на пример Викенд на мртовци. Својот глас го позајмувал и при надсинхронизацијата на цртани филмови како Гаргамел во Штрумфови. Добитник е на повеќе награди, меѓу кои и наградата Војдан Чернодрински за животно дело.
21 март е меѓународен ден на борбата за отстранување на расната дискриминација, светски ден на пролета и екологијата и светски ден на Дауновиот синдром.